Добар ден. Патот на Македонија кон НЕУ станува една долга маратонска трка со се повеќе пречки. Прво беше спорот за името со Грција, сега е проблематичниот договор со Бугарија, односите со соседите се нашата Пандорина кутија. Токму на оваа тема, неодамна, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија спроведоа едно истражување кое што даде многу интересни индикативни резултати. Едно од нив е дека најголем број македонци сметаат дека Македонија нема ниту еден сојузник во светот. Дали всушност западнавме во една параноја, малодушност и дефетизам или ја научивме историската лекција која што не направи песимисти и скептици? Токму за тоа ќе разговараме денеска во Зебра. Во оваа дискусија, како и во претходните, можете да се вклучите и вие. Вашите ставови ни се особено важни. Користете го на Twitter хаштагот ZebraMK, исто така и на Facebook, и можете да ни коментирате под линкот на нашиот вебсайт zebraonline.mk, како и на Facebook пејџот. Денеска со нас во студио се двајца искусни познавачи на регионалната, меѓународната и внатрешната политика, Горан Момировски и Александар Чомовски. На почеток ќе се надоврзам на Маја, ќе споменам само две статистики од истражувањето на Societas Civilis и замалам од режија да ги пуштат графиците. Значи, според првиот график укажува на тоа која држава е најпријателски сосед на Македонија, односно како граѓаните тоа го прецепираат. 42,5% од луѓето сметаат дека тоа е Србија. Но за нас во оваа дискусија е особено интересен фактор дека 23% од луѓето сметаат дека ниту еден сосед не е пријателски настроен кон Македонија. Тука имаме две прашања. Значи, прво, зашто сметате дека се уште на Србија се гледа како најпријателски, и второ, на што се должи ова дека ниту една држава не ни е пријателска? Чомовски, повели. Па, најпрви кратко околу Србија. Македонија не се ослободи од југо-патерналистичкиот однос на Белград. Најнов индикативен податок е, например, идејата која веднаш ја прифативме, или ние бевме меѓу првите што ја прифативме, а тоа е да формираме така наречени заеднички дипломатски представништва, односно независно од тоа, под покрив на иста амбасада да има 3-4 амбасадори. Колку е тоа невиспрено и мощна индикативна политичка реакција или надворешна политичка реакција, е фактот дека реакцијата дојде веднаш, без промисленост. Например, кои се меѓународните стандарди според Виенската конвенција? Амбасадите се екстеритории. Ако сме под иста зграда, која е во собственост на Србија, кога ќе штити таа екстериторија? Сите таму, нас како српски државјани. Ова е вулгарна варијанта. Толку околу Србија, затоа што мислам дека реално гледано ние не избалансиравме надворешна политика која ќе на внатрешен план ќе ја елиминира се уште југоносталгијата и српската пенетрација. Што се десува до вториот индикативен податок, вие зборувате дека 23% од македонците сметаат дека имаат пријатели. Ниту еден сосед не ни е пријателски настроен. Меѓутоа има еден многу поважен индикатор што не сте го извадиле. Тоа е дека 78% од македонците сметаат дека ни една од соседните држави, Македонија нема сигурност или не гледа со расположение. Тоа е мощен индикативен податок. Тоа зборува дека внатрешното расположение на македонците, кое е креирано од јавното мислење во Македонија и од власта и од опозицијата, од било кој од политичките елити, од научните елити, продуцира непријателски став кој не кореспондира со де-факто економските, туристичките, бизнис, културолошките корелации со сите соседи. Например, само еден податок. Македонија 55% од експортот и импортот го остварува со своите соседни земји. Значи, тоа нема логика инаку да имаш непријателски однос. Бизнес заедницата нема логика. Или 1 милијарда имаме размера со Грција, што не е
за подценување факт. Или во нашата нестокова размена нашите туристи оставаат меѓу 250 до 300 милиони евра на грчките плажи. 100 и кусур милиони е размената, односно парите што грците ги оставаат во меѓуграничниот појас на размената. Зошто тогаш, откаде тогаш таа перцепција на нормална комуникација меѓу граѓаните, на ненормална комуникација меѓу властите и перцепцијата на јавното мислење кон сите соседи. И на крај само да завршам за да не бидам едностран, погледнете на пример најновата реакција врзана со спомен обележијата за Мара Бунева и сега за Чакаларов. Тој атак е мощно индикативен, дома е, нели? И реакцијата која произлегува сега околу Луково поле, хидроцентралата на Луково поле. Да не заборавиме дека нашиот екс-министер излезе во јавноста со подпишувањето на меѓудржавната спогодба за разграничување, во која рековме дека ние ќе дадеме зона од неколку хектари на Кодра Фура и Мралино и така натаму, значи од наша територија, во замена за Луково поле и дека таму ќе правиме хидроцентрала. Сега се испоставува дека тоа ја загрозува нашиот национален парк, дека создаваме непријателски однос од Албанија и од албанците во Македонија, што значи дека перцепцијата е во дефектот на елаборацијата на клучните зафати кои треба да создадат позитивно расположение, а не негативно. Кога веќе спомнавте Мајра Бунева, имав намера подоцна да го отвориме тоа прашање, но тоа е една брехтовски инспирирана театарска сцена која се повторува од 2002 година буквално секоја година, во која што нели бугарските националисти поставуваат плоча на Мајра Бунева, некој ја крши. Зошто, ако тоа е толку предвидливо до здодевност, никој не ја превенира таа провокација? По примерот на, да речеме, споменикот на цар Душан. Зошто, ако знаеме дека тоа е провокација, од која што потоа бугарските националисти создаваат приказ на леат солзи во кои што сакаат да ги удават македонско-бугарските односи, зошто нашата држава не превзема ништо да ја спречи таа провокација? Па добро, сакав и на првото прашање да коментирам и тоа дај да почнеме со второ. Тоа е прашање за македонските власти пред се. И тоа мислам дека се прават напори. Секоја година таму има сериозно обезбедување. Мислам дека и превентивно се работи со членови на навијачката група на клубот Вардар, кои што се најактивни во обидите да испровоцираат. Така полицијата не е во состојба, пробува, но не е во состојба да заштити една плоча? Се не можам повторно да тврдам дали полицијата е во состојба или не е во состојба, меѓутоа на што би личело конкретно, доколку таму отидат 500 специјалци за да заштитат 30 луѓе што доаѓаат од Бугарија. Не би влегувал сепак во анализа на такво нешто, не сум овластен за такво нешто и не ги знам информациите. Она што загрижува е што во право сте, веќе 11-12 години се повторува една иста ситуација и подоцна таа ситуација се гради некакво јавно мислење во двете држави дека ние сме непријатели со Бугарија, на пример, што за мене е далеко од вистината. Со тоа што би сакал се повторно се навратам на првото прашање, на компаративна анализа со регионот. Точно е дека во Македонија се гради едно чувство на несигурност од односите со соседите, но за тоа мора да признаеме дека има и многу добри причини, односно реакциите на нашите соседни држави, пред се зборам за Бугарија и Грција, директно налегуваат во нешто што значи право на македонските граѓани и тоа е тоа што ги прави различни овие две држави, на пример, од Србија. Зошто кон Србија? Според со МПЦ, СПЦ не навлегува директно во правата на македонските граѓани како граѓани на оваа држава. Имате проблем со МПЦ, со ПОА, со Вранишковски, сериозни проблеми, меѓутоа тие не се конкретни проблеми на секој граѓанин. Вие заради Вранишковски немате проблем да влезете во Грција, не ви ги кршат возилата во Грција, во Србија, пардон. Во Србија имате македонски представник во парламентот на државата. Додека за Бугарија и Грција имате сосема поинаква ситуација. И во Бугарија директно ви се негира идентитетот. Во Бугарија голем дел од јавните личности не ви признаваат дека постои македонска нација, што можеби не е толку трагично за секој човек во материјална смисла дека нема да ви ја скршат колата, меѓутоа тоа навредува и тоа сериозно навредува. Затоа е таа реакција, јас ова со Мара Бунева го сметам за контрареакција на одредени состојби таму во Бугарија или пак овдека кога сме биле сведоци, случувале многу работи кои што не можеле да бидат ставени под контрола. Пред неколку години јас бев иницијатор на еден проект кој што го спроведе Сорос
Соросоид, нели, се може да бидам етикетиран, да се утврдат причините за говорот на омраза во македонското и бугарското општество. Че да видиме што се причините. Ова што го зборуваме не се причини, тоа се последици на одредени состојби. Со Србија вие имате 50-60 години односи, имате многу мешани бракови во Македонија, ако сакате за тоа да зборуваме, имате слична религија и пред се велам нема директен атак на идентитетот на македонците, особено во контекст на Дачич беше во Скопје, сега предвадена повторно понуди помош некаква, колкото искрено не е ни важно. Освен што сме ние Срби со говорна мана, нема никаков друг атак на Толку така, можеме и Јоксимовиќ да го спомнеме матерни јазик, меѓутоа објективно со Србија вие немате такви сериозни проблеми. Србија никогаш не било во позиција на моќ како што сега е Грција или Бугарија, како членки на Европската унија да го блокираат нашиот пат и не можеме хипотетички да знаеме што би било кога би било. Од друга страна, Бугарија се декларираше за најпријателска држава, прва не призна, и тие односи се влошија во последниве неколку години. На што се должи тоа? Милошевски го искоментира тоа на јавна трибина дека е резултат на влегувањето на Бугарија во Европската унија. На што се, дали сме ние пасивна жртва или всушност ние придонесуваме со нашето правење или неправење да бидеме предмет на атак на овие две соседни држави? Ја прво да му реплицирам на Горан. Може дедо Стефан или дедо Наум да одржи литургија у Белград? Пред македонските граѓани со српско потекло? Не може. Според тоа, немојте да гаите илузија дека ние со Србија немаме проблеми. Значи, мислам дека добро објаснив. Значи, немаме проблеми на практично поле. Суштината која е 70 години во тие релации меѓу Скопје и Белград е резултат на надворешната политика која креира претходните гарнитури и од која ние не можеме да се ослободиме со активна добрососедска политика кон сите други соседи. Не можеме. И тоа е резултат на оваа перцепција. Второ, антибугарското расположение во Македонија и воопшто антирасположението кон соседите произлегува од внатрешниот амбиент. Секоја надворешна политика, освен меѓународни стандарди, меѓународен правен поредок, реална политика, стратегиска политика, градира од внатрешните политички приоритети и внатрешните односи. Ако вие не создадете амбиент на доверба кон соседите, внатре во земјата, не можете да очекувате од комшијата да ви отвори вратата. Како во тој случај Бугарија значи сакате да кажете дека се зависи од Македонија, дека Бугарија е во креирањето на нашата надворешна политика се зависи од нашите политички елити. Каква политика, надворешна политика ќе креирате, при што ја имате реалната констелација на односите. Да, меѓутоа, дали тој абсолвира Бугарија од тоа како таа постапува? Ја абсолвира. Во зависност од тоа што е за вас приоритет. Што е за вас приоритет? Дека Бугарија е прва земја која не призна подуставното име и тоа сакаме да го заборавиме. И дека тоа ќе го создадеме низ перцепцијата дека Мара Бунева не можеме да ја заштитиме една плоча. А цар Душан со 25 специјалци го чуваат. Нема тоа никаква врска. Треба да сватите дека Македонија е мала земја и дека не сме центарот на светот. И дека секоја мала држава која во обкружувањето има многу родители околу себе, најдобро е да се однесува како мало дете или како дете на кое му треба нега, помош, поддршка да расте, да се осознава, да израсне во голем регионален субјект или субјекти така натаму. Ако направите анализа на сите соседни држави, ќе видите дека Македонија не е исклучок од тоа што ни се случува нам во поглед на рейтинзите. Имав прилика да ги видам баш во подготовка на емисијава. Во Грција ситуацијата ми се чини уште полоша. Тие нема ниеден пријател со 40% доверба кај граѓаните, условно речено. Во Србија и многу слично ситуацијата. Така што ние
апсолутно власт е одговорна за тоа што се случува на внатрешен и на надворешен план во тој контекст, меѓутоа треба да ја земе балканската реалност каде што многу ретко имате вие историски пријателства помеѓу државите на Балканот. Да не се замислуваме сега не дека се нешто посебно, дека се не треба да се однесуваме скандинавски во услови каде што овде со векови се воделе сериозни конфликти и војни, каде што гинеле луѓе, каде што имале 3 балкански војни, 2 светски војни овде започнале во регионот и ние сега да очекуваме дека ќе се сакаме. Такво нешто јас барем лично немам таква илузија. Но ние презиравме грчката ксенофобија, зарем треба и ние да станеме како нив? Значи сега добро не видовме овдека дали ние мрзиме некој од нив. Сакам да речам дека нема да доведе до решение состојба во која што ние ќе станеме апсолутно, како оние кои не ги почитуваме. Токму поради тоа, мој личен став е, сум го напишал тоа, сум го кажал, дека е сосема непотребен случајот, да речем, со Врнишковски, кој што се држи во затвор 2 години и голем дел од православната екумена го доживува како политички случај. Не би навлегол дали тоа така или не е така, мој лично мислење дека тој човек не треба да биде во затвор, на пример. По поглед на Србија, тоа би ги релаксирало односите значително. И низа други примери. Со Бугарија, на пример, еден од споровите, колку што јас знам, нема соодветни информации прецизни во врска со преговорите, проблем е, на пример, дали ќе се прославува заедно Деде Илио Малешевски како бугарски македонски јунак. Еден од проблемите е на кој јазик ќе биде подпишан договорот. Нели пред формулацијата на декларацијата од 99-та е бугарски и македонски според уставите на државите. Зошто би било проблематично да се подпише повторно договор кој што веќе искористена таа декларација и Бугарија вели дека 60 други договори се подпишани на тој јазик. Ние знаеме во подтекстот што значи македонски јазик според уставот. Значи се негира самиот јазик, меѓутоа не е ли тука потребен малку поголем прагматизам? И тоа сакав да го кажам. Токму со македонскиот јазик, вете македонскиот јазик има 24 катедри чини во светот. Ако ние допрва треба да докажуваме дека постои македонски јазик во односите со Бугарија, не сме направиле ништо и за мене лично, повторно велам, дека тоа не е никаков проблем, дека треба да се подпише. Па дури да се отиде во некаква негатива за Македонија, дека на натрешно поле ќе има критики кон владата дека го подпишала тоа, мислам дека стратешко прашање е да се надминат односите со сите соседи, особено со Бугарија, која што прва не призна, и да се даде еден позитивен импулс од нас, да се покаже дека ние не сме непријатели на Бугарија, како што реално мислам дека и не сме граѓаните немаат негативни чувства кон Бугарија. Се разбира освен таа на радикална група која што постои секаде 50%, во секоја држава имате ви радикали кои што на Facebook и на Twitter ќе напишат неубави зборови. Јас прашувам, што сега ние со Бугарија спориме? Договорот за пријателство? Па ние веќе подпишавме спогодба која е ратификувана. Според истите принципи тоа треба да го решим. Флексибилна политика значи дека треба да направиме модели како двата народа да ги демистифицираат личностите што имаат заеднички карактери, заеднички историја и така натаму. Зашто Македонија како територија се простирала и во Бугарија, и во Грција, и во Македонија и секогаш имала на тој простор дејци кои функционирале во трите дела од Македонија. Чонски морате прекинам. Да. Во рете тоа меѓународниот пројдок митоа, факт е дека тој не постои. Вие имате 2 присуди на суд во Страсбур за Бугарија признавање на македонската партија таму кој што не се почитува. Вие имате меѓународна присуда на суд во Хаг за Грција кој што исто така не се почитува. За мене единствен стандард е политичка прагма. Како да се надминат проблемите кои што објективно ги имаме за да Македонија тргне напред. Инаку, не навлеземе во демистификација на работи кои што се случиле пред 120, пред 150 години, мислам дека дури тогаш ќе заглавиме, тоа длабоко ќе заглавиме, не можеме никош да излеземе од нив. Ајде да бидам реторичен во политичката прагма за која се согласувам со тебе. Ако е тоа приоритет во една ефикасна, динамична надворешна политика, зашто ние не сме свесни дека наш главен приоритет треба да биде членството во Европска Унија. И дека компромисите што ги правиме дома се заради решавање на статусот и привилегиите и обврските од Европската Унија. Само со членство во Европската Унија, како рамноправни партнери, ние ќе ги решиме имотно-правните односи на така наречените егејци условно,
ќе ги решиме малцинските права или правата на македонците во Албанија, односно во овој случај во Бугарија и така натаму. Во поглед на прагматизмот, еве, ако ЕУ ни е примарен фактор во нашиот развој, значи до каде треба ние да бидеме подготвени да одиме за да го решиме проблемот со Грција, кој што очигледно дека ни е најголема пречка кон тој пак. Секој од вас како гледа тоа? Значи до каде ние можеме да бидеме прагматички? Ги поставам работите. Јас апсолутно стојам за тоа дека треба да се биде прагматичен, па дури некогаш да се изгуби на емотивен план во односите пред се со Грција и Бугарија, и тоа мора да постојат гаранции дека тие односи кои што ние би ги започнале, дури мислам дека во некои делови сме направиле компромиси, ќе бидат следени од нашиот партнер од другата страна. Ние подпишавме времена спогодба со Грција, каде што јасно стои во неколку члена што треба да се случува понатаму, за да Грција од 2008 година не блокира во НАТО. Во таква ситуација навистина многу тешко било кој да е на власт, Црвенковски, Груевски, не е важно, да бидете вие прагматични и да направите компромис, не знаејќи дека тој компромис ќе биде верификуван со позитивно поведение од другата страна. Тука е проблемот. Кој е тој што е на власт, што ќе попушти, знаејќи дека другиот може да го зезне, затоа што претходно го зезнал пред светска институција, пред судот во Хаг, не се почитува таа одлука. Во Втората светска војна Франција и Германија беа тоа што беа. Не отидоа двете земји да ги решаваат постфашистичките трауми во двете состојби, реновирањето на двете земји со референдум. Тој ризик го презедоа политичките елити. Благодарејќи на двајца умни луѓе од Шуман и Моне и на уште еден многу поумен канцелар како што е Аденауер, двете земји со сите трауми 10 години, 15 години за себе изградија заедничка платформа, стана плацдарм на Европската унија. Ја подолго време сум прекупиран со овие релации Атина, Софија, Македонија и така натаму. И сега да не ви должам многу. Неколку новинарски имиња од Македонија и од Бугарија ќе се состанат зад затворени врати, да речем, да се видиме кај сме и што е дефектот во перципирањето на јавното мислење во двете средини во кој се создава или се креира непријателски однос. Наспроти реалниот живот, бизнис животот, туристичкиот живот и така натаму. И мислам дека би можеле да постигнеме минимум, а тоа е мојата теза што јас ја заговорам, а тоа е дека наместо страстна, непристрасна информација. На Бугарија во моментот сака да прикаже, барем судејќи според изјавите на нивниот министер за надворешни работи, дека проблемот што го имаме за овој договор ја има скористата тежина како спорот со Грција. Можно ли е да се испроблематизира до тој степен односот со овој договор и да биде... Ние во моментот се чувствуваме релаксирани по однос на ова прашање, зашто знаеме дека главниот камен на сопнување е спорот со Грција, кој што се чини дека е под мраз. И некако не чувствуваме притисок да го подпишеме на овој договор, но може ли тој проблем да прерасне во нешто поголемо? Доколку бугарско-македонскиот однос? Не. Јас дури мислам дека ова официјална политика на Софија, па од Младенов, а сега мислам малци Вегинен некако се обидува да ја следи со некакви промени, може и да ни користи тактички во преговорите со Грција. Јас ќе бидам најотворен. Ние немаме големи проблеми да решиме со Бугарија. Но може да биде добра позиција дека и со Бугарија сме тврди, нели? Се до моментот додека не перципираме дека можеме да склучиме договор со Грција. И на европјаните во даден момент да им кажеме, видите, ние сме флексибилни, со Бугарија склучивме договор без некакви посебни проблеми, непосредно пред решавање, а со грците се уште не можеме или мораме флексибилно да го браниме идентитетскиот код, условно да кажам, како што сме го бранеле со Бугарија, нели? Мене тоа што ме плаши во односите со Бугарија е што за разлика од Грција, каде што македонското прашање е присутно, и тоа не толку многу, во Бугарија ми се чини од тоа што јас го имам како искуство таму, македонското прашање е многу високо на агендата на голем дел од партиите, особено националистичките.
Во тој контекст е навистина многу тешко вие да влијаете на било која бугарска партија да се откаже од тоа што се залага како политичка платформа во однос на македонци, затоа што таму директно се губат гласови, ми се чини, кога се зборува позитивно за македонското прашање. И затоа тука сум песимист дека може да има суштински напредок, затоа што било кој да е на власт во Бугарија, и Борисов претходно и сега, иако друг е премиер, Станишев ја води политиката, ќе биде многу тешко да се дојде до некој договор. И кога го спомнав Станишев, 2006 година ми се чини, беше тука на официјална посета на Македонија, и тогаш премиер Бучковски се обиде да направи еден исчекор во заедничка прослава на Илинденско или во Бугарија Преображенско востание, што го нарекуваат. И тука повторно велам, имам грижа на совест, остро го нападнавме тој предлог. Може би да реагиравме и ние како новинари претходно поинаку со поголема толеранција, со поголем сенс, може би работите немаше да видат до толку заглавени како сега, меѓутоа сепак не е доцна, има време за да се исправат работите од тоа што ние можеме да го исправиме. Како политиката ќе реагира, наистина е многу тешко се предвиди. Умировски Чововски, ви благодариме што бевте дел од Зебра, толку ни дозволува времето, ни помогнавте да расветлиме некои дилеми и беше пријатно во ваше друштво. Ви благодариме што не следевте. Поздрав!